Благодарам на можноста. Мислам дека најпрво требаше министерката да се јави за збор, да ја образложи одлуката. Меѓутоа, добро, каква е одлуката, таква ќе ја почитуваме. Поврзано со вторава точка на дневен ред, можам да кажам дека ова веќе е точка која што е изработена по сите процедури и така би требало да бидат работени сите точки како што се работеле до сега. За разлика од претходната точка, која што видовме на каков накараден начин се донесе, односно беше предложена, луѓето испратени во мисија, а одлука нема. Овде е многу конкретно напишено дека луѓето се испраќаат на мисија во Либан, значи мисија на Обединетите нации, од јули до јануари 2023 година. И ова е сосема во ред. Меѓутоа, тоа што претходната точка беше ставена на дневен ред, со тие пропусти и слабости кои што ги видовме сите, мислам дека е без преседан и дека во иднина ќе прави проблеми на сите понатамошни постапки доколку бидат спроведувани на тој начин. А јас се плашам дека и во иднина ќе имаме такви работи. Еве, времето оставам да ме демантира. Во текот на излагањето од страна на министерката за одбрана, во едно од излагањата беше споменато дека пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ се служила со дезинформации. Па еве, јас тука ќе поставам неколку прашања дали се дезинформации или не се, нека цени македонската јавност, а има можност и министерката да се јави после за да подобјасни малку некои работи, дали се дезинформации или не се дезинформации. Почитувана министерка, ова е извештај од Темел Користевски, угледен професор, доктор, поранешен декан на факултетот за правни науки на ФОН, советник во Министерството за одбрана, на кого што му се исплатени 10.000 евра, човек кој што напишал до државниот секретар извештај, значи факт, напишал извештај до државниот секретар врз основа на некаков договор кој што го потпишал со Министерството за одбрана. Не викам дека вие сте биле министерка, меѓутоа со Министерството за одбрана потпишал договор, го напишал извештај врз основа на тој договор и си напишал дека активно ја следел изборната кампања и парламентарните избори до објавувањето на конечните резултати. Па си напишал дека имал 10 објави за коалицијата Можеме, па напишал 2 агитациони текстови, па напишал дека остварувал контакти со еден од нашиве колеги претеници, да не го именувам, го знаеме сите кој е, и така натаму, и така натаму. Значи, станува збор за официјален извештај, кој што е потпишан од тој професор. И тој професор, вие за жал сте го направиле бот, партиски бот за ваши партиски потреби. Дезинформација ова или не е дезинформација, молам да се одговори. Понатаму, дезинформација ли е дека 30% од вработените вие ги наградувате со 30% на плата и дека тие вработени кои што ги наградувате се ваши најблиски соработници и сите се членови на Социјалдемократскиот сојуз? Дали е точно дека се наградува цело време едно исто лице кое што е советник на Социјалдемократскиот сојуз во општината Карпуш? Дали е дезинформација или не е дезинформација? Дали е точно, поврзано со мисијата во Либан, конкретната точка на дневен ред, дали е точно дека во моментов вие таму имате испратено офицер кој што е осудено лице? И како ги вршите проверките за тие лица? Се прават ли безбедносни проверки? Кој ви ги предлага тие луѓе? Како ги одредувате и така натаму? Точно ли е дека се даваат пари за испраќање во мисии, почитувана министерки? И кој ги зема тие пари? Точно ли е дека во делот на реновираните објекти со кои што ете толку многу се гордеете, односно се гордееше претходната министерка, правеше пиар, нормално, кога се гради највеќе се краде, точно ли е дека дел од тие објекти кои што се реновирани, на еден од тие објекти, во кујната, односно во ресторанот војнички, падна кров, покрив, падна во кујната каде што обедуваат војниците. И цела среќа беше што во тој период тамо немаше војници, иначе сега ќе имаме жртви. Се работи за гарнизон во западниот дел на Македонија. Точно ли е дека
во месец декември вашата претходничка Шекеринска склучила договор со фирма од Гергелија за набавка на резервни делови. Делови кои што се примени со спецификации послаби од потребните, спецификации послаби, реков, меѓутоа деловите се поскапи. Значи, купени се делови за возило камион, а се наплатени како да се заоклопен транспортер. Дали е тоа точно или е неточно? И колку такви пратки има примерно Министерството за одбрана? Дали е точно дека генералите сами си купуваат масло за службените моторни возила? Дали е тоа точно или е неточно? И дали е точно дека старешините сами одвојуваат од сопствениот джеб за да си купат хартија и тонери за печатење? Дали е точно дека ви истекоа договорите за леп во месец јануари и правевте договори во 4 очи, антидатиравте, само војниците да не останат без леп? Дали е точно или неточно? Ако е дезинформација, молам да се одговори. Дали е точно дека месото, кое што е нема никакво потекло, значи нема ознака за потекло, не ги исполнува безбедносните стандарди, кои што се прима во Министерството за одбрана, односно се примало, еве сега во овој момент, не знам дали е така, меѓутоа во месец јануари, февруари, март, е примано од едно лице, наместо да биде примано од страна на комисија, како што тоа го предвидува договорот кој што го подпишала вашата претходничка Шекеринска. Дали е точно, ве прашуваа новинарите, одговоривте дека не сте запознаени со тоа дека нема превоз за војниците во месец јануари. Еве, јас сега ќе ве прашам, дали има превоз на релација Скопје-Велес за војниците? 6 месеци од тогаш поминаа. Веројатно го добивте одговорот од тогаш до денеска. Дали е точно дека е увезено канцерогено масло од Чешка преку Босна и истото изгорено во касарните во Штип, во Куманово, во Скопје, во Кичево и во Тетово? И колку пари за тоа се исперени преку Министерството за одбрана? Фирмата е од Кичево, преку која што е увезено маслото. Дали е точно дека вршите прекоманди на партиски неподобни лица? Лица кои што ги квалификувате за неподобни за вршење на служба во армијата, само затоа што пеат македонски патриотски песни. Случајот со воена полиција, каде што се прекомандувани 13 припадници, горди македонци, воени полицајци, за кои што рековте дека се борите за армијата, затоа што пееле македонски патриотски песни. Дали е точно дека има партиско напредување во Министерството за одбрана на лица кои што не исполнуваат стандарди? Зборувам за лица од највисоки чинови. Дали е точно дека под раководство на Социјалдемократскиот сојуз Македонија падна по воена моќ за цели 12 места од 2017 година до 2022, значи 12 места, и моментално се наоѓаме на скалата на Global Firepower на 135 место, со што сме последни во НАТО и предпоследни во Европа по воена моќ. И дали е точно дека под раководство на Социјалдемократскиот сојуз се уништија воздухопловната компонента на армијата на Република Македонија? Зборувам за борбените хеликоптери. Дали е точно дека е уништена транспортната компонента на Министерството за одбрана, воздухопловна? Дали е точно дека е уништена оклопно механизираната компонента на Министерството за одбрана? И зошто е уништена? Дали е точно дека е уништен полкот за специјални операции? И зошто е уништен? За само 5 години. Во целата ова ситуација, каде што поставувам прашање до Министерката за одбрана, мислам дека повеќе од јасно дека состојбата во армијата е катастрофална, затоа што Министерството го раководат крајно неспособни и неодговорни лица, кои што не си ги познаваат должностите и ги интересира само личниот пиар. Ви благодарам.